19-годишен матурант од Струмица беше пронајден мртов на нива на 19 мај 2025 година околу 12 часот. Настанот бил пријавен во полиција, а веднаш излегле екипи на секторот за внатрешни работи Струмица и итна медицинска помош. Според изјавите на лекарот, на телото немало видливи траги на насилство, а истото е предадено на обдукција за да се утврдат причините за смртта. Случајот е под истрага. Македонија и Обединетото кралство потпишаа стратешки договор за партнерство, кој предвидува инвестиции од приближно 6 милиарди евра во инфраструктура, здравство и транспорт. Премиерот Христијан Мицкоски го оцени договорот како историски, со потенцијал да ја трансформира економијата и да отвори нови работни места. Клучните проекти вклучуваат модернизација на железничката пруга од Табановце до Гевгелија, изградба на нов колосек, завршување на клиничкиот центар во Штип со медицински факултет и студентски дом, како и завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Дополнително, договорот опфаќа инвестиции во енергетиката, транспортот и медицината, со цел подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и економскиот развој на земјата. Владеачката партија истакна дека договорот ќе донесе нови работни места, развој и напредок, со многу нови инфраструктурни проекти какви што досега немало. Црвениот крст на Србија донираше над 15 милиони динари за повредените во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. На крајот на април, 10 милиони динари беа префрлени на Црвениот крст на Македонија, а преостанатите 5,3 милиони динари ќе бидат исплатени во текот на следната недела. Во пожарот што се случи на 16 март 2025 година, загинаа 59 млади лица, а околу 200 беа повредени. Трагедијата предизвика голем одзив на солидарност во регионот, со бројни донации и поддршка од граѓани и институции. Црвениот крст на Србија изрази благодарност до сите граѓани кои учествуваа во акцијата, истакнувајќи ја хуманоста и емпатијата што ја покажаа во овие тешки моменти. Оваа донација е дел од пошироката регионална и меѓународна поддршка за настраданите во Кочани, вклучувајќи и помош од други земји и организации. Доналд Трамп изјави дека рускиот претседател Владимир Путин му рекол дека му се допаѓа првата дама Меланија Трамп повеќе од него. Оваа изјава Трамп ја даде во интервју за Сан, каде што зборуваше за своите односи со светските лидери. Оваа изјава предизвика реакции во медиумите, со оглед на контекстот на односите меѓу САД и Русија. Некои аналитичари ја толкуваат изјавата како обид на Трамп да ја прикаже својата блискост со Путин. Меланија Трамп, поранешна манекенка и прва дама на САД, ретко се појавува во јавноста. Унгарскиот парламент усвои закон со кој започнува процесот на повлекување на земјата од Меѓународниот кривичен суд, откако владата на премиерот Виктор Орбан го оцени судот како политички пристрасен. Законот беше изгласан со 134 гласа за и 37 против. Одлуката следува по посетата на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на Унгарија, која се случи кратко по издавањето на налог за негово апсење од страна на Меѓународниот кривичен суд поради наводни воени злосторства во Газа. Орбан ја нарече наредбата за апсење срамна и изјави дека Меѓународниот кривичен суд повеќе не е непристрасен суд, туку политички инструмент. Повлекувањето на Унгарија од Меѓународниот кривичен суд ќе стапи во сила една година по поднесувањето на писмено известување до генералниот секретар на Обединетите нации. Овој потек предизвика загриженост кај претседателството на собранието на државите членки на Меѓународниот кривичен суд. Нетањаху ја поздрави одлуката на Унгарија, нарекувајќи ја смела и принципиелна. Оваа одлука ја позиционира Унгарија како прва земја членка на ЕУ што се повлекува од Меѓународниот кривичен суд, што може да има пошироки последици за меѓународната правда.